Еве за самиот почеток, за да им биде јасно на слушателите што е Здруженијето Отворите ги прозорците, која е целта и мисијата на ова здружение? Така, Отворете ги прозорците е единствено здружение во Македонија, но можам слободно да кажам и пошироко, кое што работи на промоција на асистивна технологија за лица со попреченост. Она што ние го правиме, имаме центар за асистивна технологија, во кој всушност тоа е сервисна служба која што нуди услуги за лица со различен вид на попреченост и на различна возраст, кои што доаѓаат еднаш неделно во нашето здружение и заедно со дефектолог индивидуално работат на стекнување на компјутерски вештини, запознавање на компјутерот и интернетот како можност за зголемени образовни знаења, можности, исто така и како вештини кои што може во иднина да им се најдат при вработувањето. Работата на компјутер, преку работата на компјутер всушност се обидуваме да делуваме на целокупната личност и на развој на разни вештини, било да се когнитивни, било да се комуникативни, се со цел да ги подготвиме лицата за самостоен живот и сите тие да бидат активни граѓани на нашето општество. Така, една хумана цел, една убава мисија имате. Колку време веќе го работите ова, колку време постои здруженијето? Ова е веќе 8 година како тираме напред, се зголемува бројот и на вработени со текот на здруженијето, значи самото започна со 20 вработени, основачите кои беа дефектолог и информатички техничар, а денес веќе брои 8 вработени здруженијето, значи се шириме по големи простори, по голем опфат на корисници и можам да речам слободно дека сме се повеќе препознатливи во нашата држава, но и во странство, особено од оние организации кои што работат на ова поле. Така, одлично, супер. Еве, значи ова е најавата на нашата гостинка и ќе зборуваме за еден убав проект на Отворите ги прозорците. Меѓутоа, најпрво пред да продолжиме, затоа што сме нели во радио и мораме да направиме паузите вие кои сакате да слушате музика накратко и додека да размислите дали имате некое прашање за нашата гостинка. Дневна доза. Уште еднаш ве потитувам дека со нас е гостинката дефектологот од Здруженијето Отворите ги прозорците. Не знам што ми е денес со грешки, ви се извинувам. Магдалина Димковска Вилевска, се извинувам. Две презимења се случува. Значи имате оваа недела многу интересен проект, кога имате 3-та година поред во организација. Зашто конкретно станува збор, зашто се работи? Така, станува збор за кампањата Get Online Week, или па како го преведеме слободно на македонски, кампања за вклучување на интернет, која што промовира дигитална инклузија. Ние всушност преку нашите секојдневни активности во здруженијето, од една страна сервисната служба, од друга страна проектите кои што ги спроведуваме, делуваме да се подигнат вештините, компјутерските вештини кај лицата со попреченост, а на тој начин всушност делуваме врз дигиталната инклузија, односно овие лица да бидат ефективни членови на општеството во поглед на користење на информатиско-комуникацијските технологии. 3-та година поред сме национални координатори на оваа кампања во нашата држава, која што се одвива во 27 европски земји, во повеќе од 10.000 организации. Кампањата е организирана на европско ниво од Телецентар Европа, тоа е чадор организација која што важи како еден товар или исклучителна организација која што нуди информации поврзани со дигиталната инклузија и ги всушност ги поттикнува сите овие организации да ги проследат нивните активности и всушност сите да бидеме дел од дигиталниот свет на Европа. И нас ми е особено драго што во оваа европска кампања сме признати како Македонија, си стои нашето име и нашите активности се следат постојано еве во текот на оваа недела и во изминатите 2 години. Дигитална инклузија, еве јас овде затоа што имаме една прибава брошура каде што се јасно е објаснато. Меѓутоа и за оние слушатели кои не се запознаени со стручните термини кои се користат во технологијата, што значи всушност дигитална инклузија, на што се однесува? Така, дигиталната инклузија или инклузија или пак во Македонија се користи терминот вклучување, се однесува на ефективно учество на сите граѓани во секој аспект на општествениот живот во поглед на користење на информатиско-комуникацијските технологии. Дигиталната инклузија исто така вклучува термин непристапност, кој што
не често се слуша кај нас, а e-пристапноста всушност овозможува пристап до информатиско-комуникацијските технологии за сите на начин кој што ги задоволува потребите на лицата. Значи e-пристапноста не е само поврзана со лицата со попреченост, кој што треба компјутерот можеби да им е прилагоден за да може полесно да го користат, но e-пристапноста може да речеме дека е поврзана и со повозрасните лица на кои што користењето за компјутер за никого е потешко. Да, им е потешко, некои смета дека не можат тоа да го направат, дека прибрзо се движи некој со глувчето, па тоа не може во нели по одминатите години, но напротив асистивната технологија овозможува полесно користење на компјутерот и тоа е она што ја олеснува оваа дигитална инклузија. Како дојдовте до идеја за спроведување на овој проект пред 3 години, ако се навратиме на нас? Така, Зошто се нафативте да започнете ваков така, проект? случајно ги добивме информациите за Телецентар Европа, за таа организација која што ви реков нуди доста информации за како организациите од другите земји ја промовираат дигиталната инклузија и ова организација не вклучува само организации кои што работат на поле на попреченост, туку вклучува организации кои што работат со лица кои што доаѓаат од посиромашни семејства, со млади жени, со лица од рурални средини и особено ги охрабрува и младите лица и сите оние лица кои што досега не користеле компјутер да стекнат знаење, барем основни знаења, компјутерски вештини кои што ќе им помогнат и во личниот, но и во професионалниот живот. Особено ова организација ги следи трендовите на Европска унија. Оваа кампања всушност ја поддржува и стратегијата Европа 2020, иницијативата Дигитална агенда за Европа, која што вели дека се повеќе ние ќе се дигитализираме, значи се повеќе ќе ги користиме компјутерот, интернетот во секој аспект од животот, значи дали е тоа за бизнис, дали е тоа за учење, дали е тоа за шопинг, се повеќе се вклучуваат значи компјутерите и интернетот и навистина би било жално да некој остане надвор од овој свет. Од што се состојат активностите? Исклучиво оваа недела, централниот настан, знам дека е кампањата на кампањата Тркализната маса која се одржа вчера, дигитална инклузија во Македонија, меѓутоа што останато имате во активности и како оние кои се заинтересирани граѓани би можеле да се вклучат во вашиот проект? Така, значи низа на активности организираме, многу повеќе од минатите години, можам да речам слободно, и многу повеќе во соработка со медиумите кои што на големо допринесе оваа кампања да дојде до повеќе граѓани. Централниот настан беше вчера, тоа беше тркалезна маса на тема дигиталната инклузија во Македонија, каде што присуствува заменик министерката за информатичко општество и администрација, госпоѓа Марта Томовска-Арсовска, како и представници од фондацијата Метаморфозис, кои што се на големо познати во Македонија, кои што работат на поле на информатичко општество. Потоа имавме представник од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, кои што во соработка со Министерство за информатичко општество изработуваат софтвер, читач на екран за лица со оштетен вид, кој што е на македонски јазик. Значи досега во Македонија немаше таков софтвер кој што може го користат лицата со оштетен вид и кој што во голема мера ќе ми го улесни пристапот на интернет информации, значи сето она што се нуди на интернетот, како и можноста да електронски ги подготвуваат испитите. Ако претходно биле врзани да некој им ги чита книгите, например, да од училиште или од факултета, ако биле врзани или некој им ги снима, па да ги преслушуваат за да може да ги читат, бидејќи ги нема на брајево писмо, вака во електронска форма на компјутерот тоа лесно ќе се исчитува и многу полесно ќе на време. Беше навистина интересна дискусија. Имавме представници и од граѓанскиот сектор и од училишта, со кои што сите заеднички се согласивме дека до нас е сите да направиме да компјутерот навистина и интернетот бидат пристапни и може да се користат од повеќе лица. Денес мои колеги се во посета на училишта во Крива Паланка, каде што таму наставниците организираат неколку работилници со учениците, но и со родителите на тема за безбедност на интернет, значи како да се заштитат и како она што е секојдневно користење на интернет и да го насочат кон стекнување на одредени знаења. Значи да е наменско, не само
колку да седам на интернет и да... Значи, да вашето правам здружение и исто вашиот другото. проект ги опфаќа не само луѓето со прички, туку младите, постарите, буквално секој може да побара информација и да се информира за користење на. Иако здруженијето во голема мера активностите кои што ги прави се насочени кон лицата со попреченост, она што сакаме да го споделиме дека асистивната технологија не е само за лицата со попреченост, значи има многу поголема намена. Така. Сите оние асистивни уреди или помагала кои што се користат за полесно користење на компјутерот имаат и поширока намена, може да се користат од повозрасните лица, а дека повозрасните лица се заинтересирани за да го користат компјутерот, покажува и фактот што и утре сме на гостување на Универзитет Трето доба, тоа се повозрасни лица, кои што еднаш неделно одржуваат предавања и самите побараат да удиме и да поразговараме за како тие да се вклучат во дигиталниот свет и затоа трибината ни е насловена информатичката технологија и третото доба, дали е тоа потешкотија или пак можност за нив. Супер, ќе позборуваме уште на оваа тема, но сега ќе направиме кратка пауза со рекламите, веднаш потоа една убава песна, No One и Маврик Бабри, следни на канал 77. Дневна доза. Се враќаме назад и го продолжуваме моабетот со нашата гостинка. Сега ме интересира како можеме ние да дадеме поддршка, да помогнеме и да се вклучиме во вашите активности. Така. Баш ми е драго што имаме можност и на канал 77 да ја промовираме кампањата и да ги повикаме вашите слушатели да ја поддржат, бидејќи ова е кампања наменета за сите, не ограничува и не исклучува никого. Секој граѓанин може да ја поддржи кампањата преку нашата веб страница www.openthewindows.org. Од десната страна има два банери, портокалови, едниот е кликни за поддршка на Get Online Week кампањата. Кога ќе стиснете таму, ќе ви отвори една онлайн кратка анкета, која што треба да се пополни и директно ве носи на европската мапа на држави кои што се вклучени во кампањата и бројот на поддржувачи од секоја држава. Она што ме радува е што оваа година уште првиот ден го надминавме бројот на поддржувачи од претходната година, значи ако имавме прилика околу 1200 поддржувачи минатата година во целата недела, сега само во првиот ден имавме над 1200 поддржувачи. Одлично. И се уште сме во оние топ 10 држави на кои што ја поддржале кампањата со најголем број поддржувачи, така да ги повикувам вашите слушатели да ја поддржат кампањата и истото може да го направите преку нашата Facebook страница, само внесете, отворете ги прозорците и ќе се појават и дел од активностите кои што ги правиме, има и фотографии од активностите кои што сме ги спроведеле во текот на оваа недела и уште овие 2 дена, така да до 24 март трае кампањата и се надевам дека ќе се задржиме до 10-тото место. Така. А реално колку има Македонија потреба да им се помогне на лицата со попреченост да бидат вклучени не само во со компјутерите, со техниката, значи колку тие се чувствуваат дека им се отворени прозорците, би се изразила метафорично. Кај нас сите корисници кои што доаѓаат, сите веруваат дека им се отворени прозорците и активно ги користат и компјутерите, интернетот. Некои од нив се вклучени во посебни училишта, некои од нив се вклучени во редовни училишта, имаме и возрастни кои што се и вработени, возрастни кои што се не вработени. Значи, ги делат истите интереси како и нас, ги делат истите желби како и нас, значи секој од нив сака да биде реализиран човек. Но верувам дека се уште има доста лица и деца и млади повозрастни кои што за жал ги немале можностите да се стикнат со повеќе информации, да се стикнат со повеќе вештини кои што ќе ги охрабрат, или пак немале можност да се сретнат со одредени лица или организации или во институциите кои што ќе им понудат поддршка за да може да го најдат својот пат низ животот, односно да бидат самостојни, да се реализираат како личности, да завршат училиште, да се стекнат со одредени информации, па и да се вработат и да оформат семејство во што да. Така.
Нормално. Значи, еве, слушателиве слушна како може да дадат својата подршка и како понатаму, кои се проектите кои отворите ги прозорците ги планира, значи никаде пред самиот крај да го споделиме и тоа. Значи, што во иднина планирате и нормално дали би, каде би можеле да се информираат граѓаните за нешто повеќе, односно просториите на вашето здружение, информации за вашето здружение? Така, слободно, значи за секого што го интересира, особено ги охрабруваме наставниците и професионалците кои што работат со лица со попреченост, доколку ги интересираат информации поврзани со работата на компјутер, асистивната технологија, слободно може да ни се обратат, значи на Facebook страната ги има сите активности кои што ние ги спроведуваме, ги има нашите контакти, слободно може да ги видат, да ни сконтактираат електронски или пак телефонски, да ни се јават. На Facebook страницата исто така често се обидуваме да ги постираме нашите активности, фотографии од нашата работа. Ние ќе споделиме страницата на нашата официјална страница за да можеме или да помогнеме и да се да им биде полесно така на вашите слушатели да стигнат до бројачот. Уна што особено сме активни во овој период, изминатите 2 години и следниве 2 години, тоа е проектот на USAID за и пристапно образование. Преку кого во минатите 2 години опремивме 21 основно редовно училиште во Република Македонија со асистивна технологија. И асистивна технологија само за да биде појасно или за така, некои асистивната технологија, значи опфаќа асистивни уреди, тоа се на пример тастатура со поголеми копчиња од стандардната, кои што во голема мера ја олеснува работата на компјутер, особено за оние лица кои што имаат потешкоти со моториката. Дури и кај ние забележуваме со така подобрување кај лицата со интелектуална попреченост, лица кои што имаат оштетување на видот, значи оваа тастатура во голема мера ја олеснува работата на компјутер. Потоа замена за глувчето, користиме 2 уреда најчесто, тоа се тракбол, оној тракбол што го користиме за игри, но со посебен софтвер може да се користи како замена за глувче и джойстик. Значи тоа е она што се користи и исто така имаме издвоени кликови, тоа се оние десен и лев клик на глувчето. Овој пат ако има лице кое што не може со едната рака да го користи глувчето, на пример со една рака користи еден уредите тракбол или джойстик, а со другата ги користи кликовите кога треба да кликне. Значи сето тоа многу подобро би било кога ќе го видите или на веб страницата или слободно кај нас во здруженијето, е многу попрегледно. И исто така во овие 21 училишта наставниците, родителите, исто така имаше представници од општините, од образовните институции кои што всушност беа присутни на обуки како да ја користат асистивната технологија во работата со ученици со посебни образовни потреби. И оно што нас особено не радува е тоа што самите ученици и училиштата и наставниците и родителите бележат позитивни промени од воведувањето на асистивната технологија во нивните училишта. Например, се подобрени се можностите, образовните можности на учениците, тие се имаат поголема самодоверба. Потоа наставниците користат нови методи на работа кои што ја олеснува вклучувањето на ученици со посебни образовни потреби. И тоа секако ни потврди дека не смееме да запреме овде, туку мораме да продолжиме. Затоа во моментов имаме повик за учество на проект кој што е објавен до сите основни редовни училишта низ Република Македонија, кој што трае до 25 март. Тие можат да се пријават и ќе се направи избор на 30 училишта кои што повторно овој пат ќе добијат индивидуална поддршка, значи ќе се направи проценка на потребите кои што ги има училиштето од типот на асистивна технологија, каква им треба и исто така поддршка на наставниците за воведување на истата во наставата и за подобро вклучување на учениците во оние училишни проекти. Јас, доколку кажавме се што е потребно, ќе ви се заблагодарам многу што одлучивте да бидете дел од нашата програма и нашите слушатели да дознаат за вашата работа. Искрено јас досега не бев запозната, сега ми е мило што ќе можам да бидам ваш поддржувач. И ќе ги споделиме информациите на радио мрежа Канал 77 за останатите слушатели да се информираат. За крај, која би била последната порака од отворите ги прозорците до слушателите?
И јас само би препорачала, се надевам дека повторно ќе се види, Секако, во наредна бидејќи прилика, веќе го секако. направивме контактот и нас ни е драго што смете дел и од канал 77 и секако би повикала на вашите слушатели да покажат дека и ние сме дел од дигитална Европа и дека и ние ги користиме придобивките кои што ги нудат овие нови технологии. Така. Ви благодарам, Магдалина, многу на вашето гостување. Слушателите уште еднаш повторувам на радио мрежа канал 77 ќе може да најдат дополнителни информации околу Get Online кампањата, Get Online Week кампањата, така и здруженијето. А вие сега останувате овде,